15 декември понеделник, добро вечер почитувани гледачи. Буџетот е во одлична кондиција, опозицијата е хистерична, трезорот нема да се затвори денеска, но институциите имаат врска до денеска да ги достават сите налози за исплати. Ова е најновата изјава на министерката за финансии. Полека ја ситниме оваа економска 2025 година, на прагот сме од 26-та. Една оценка на оваа година што изминува вечерва преку моите соговорници, универзитетските професори Ванчо Узунов, добро вечер. Добро вечер. Синиша Наумовски, добро вечер. Добро вечер. Може прво околу ова трезорскава сметка да поразговараме. Првичната изјава на премиерот беше се затвора, синдикатите се затвора трезорската сметка. Сега имаме информација, односно изјава на министерката, вели нема да се затвори, но мора да се достават налозите, па ако има инцидентни исплати, тогаш трезорот повторно ќе си функционира и сега некако како да се создаде некој хаос од оваа информација, а во меѓувреме ќе потенцирам, до петокот информиравме, повикувајќи се на синдикати и на вработени во јавна управа, доцнат плати, доцнат социјални надоместоци, други видови на државни субвенции и исплати. Еве, што се случува со трезорот? Прво што се случува е, настанува хаос, безредие по главите на луѓето, бидејќи изјавите на оние што треба да ги дадат најодговорни изјавите беа хаотични, дури ја би рекол во озбилна држава недозволиви. Тоа е повторно еден пример на онаа неприфатлива, недозволива леснотија и неодговорност на владењето. Значи не може нити министер нити премиер да рече дека трезорот се затвара затоа што тоа не е дуќанчето на татком. Трезорот е единица сектор во Министерството финансии каде што работат луѓе и кој што работи секој ден, освен во неработни денови. Значи може да биде затворен на 1 јануар, ајде и на 31 пред нова година. Но не може да го затворите вие на 15. Или само затоа што така одлучил некој министер. Не може. Смешна е изјавата. Да, но вие сега Узунов веќе зборуваме како за затварање, но јас зборувам хаотичност, имавме во изјавите денеска министерката вели не е затворен трезорот, но мора налозите да дојдат до денеска за исплата. Тоа се решава на друг начин. Проблемот е да нема каснење со налозите, затоа што тогаш ќе било каснење со исплатите, па ќе има нервози зашто не ги примиме барите пред нова година. Добро. Но тоа не се решава со закана. Не може да се владее со закана. Се владее со систем. Кој закасни, едноставно се прави многу едноставна мерка. Кој закасни после 15, по негова вина може да му закаснат исплатите. Да, но премиерот не вели дека ова е закана, вели ова сакаме да ги дисциплинираме институциите, навреме да се го сработат административниот дел. И тој начин на дисциплинирање создаде хаос во размислувањето на луѓето. И нормално е, нити е опозицијата хистерична, нити се граѓаните хистерични, они само реагираат на хистерична изјава на неодговорен политичар. Тоа е суштината. Не, сакав во овој дел, да, Наумовски, секако и вие за коментар. Ова го потенцирам бидејќи ова се поклопи, повторно ќе повторам со ситуација што имавме минатата недела кога синдикатот УПОС реагираше дека не се исплатени, не знам, надоместоци за март, дека доцни плата на административци, доцнат социјални надоместоци и некако се поклопија овие две работи. Кратко може да дам коментар, извини. Да. Не. Значи, ако навистина во буџетот немало пари или и сега нема пари, тога владата треба да ќе го каже транспарентно и отворено. Пари немаме, ќе приоритизираме, ќе кратиме, ќе одложуваме и така натаму. Бидејќи со затварање на трезор не се создаваат повеќе пари. Напротив, само ќе се создаваат повеќе обврски кои што понатаму треба да ги наплатиш. Да. И второ, ако го затвориш трезорот, економијата почнува да функционира под својот капацитет. Едноставно луѓе што немаат плата, нема платат сметки за струја. Нема да идат да купат нешто, значи ќе нема обрт на капиталот, ќе нема даноци кои што би го полнеле буџетот и од еден проблем ќе влезеш во поголем проблем. Не да е Боже стварно да се затвара трезорот, туку така кога ќе му текне некого нема пари. Ако немало пари, тогаш мерката е граѓани нема пари, има причини, ќе ги објасни политичарот и ќе каже мерки за решавање на тие вакви. А овакви изјави делуваат точно така како што и делуваат. Луѓето се влегува во паника и нормално се создаде хаос, па после мораше повторно да се извинуваат, ама за да не се извинат криви биле некои трети. Добро. Смешно лошо владење. Добро. Во тој контекст јас подолго време и бев во Германија, кога вие ги цитирате тие изјави, еве ќе се обидам да дадам мислење од надвор. Не мислам дека
нема пари во буџетот, туку како и професорот што кажа, моје мислење е дека буквално има начин на едно дисциплинирање. Сега вордингот и она како било соопштено, тоа можеби си е и работа на самата влада или на самите чинители менаџери. Најважно е дека да, треба да постои поголема дисциплина од оние доставувачи на налози, за понатаму да нема некаков тек на досење на исплатите. А не мислам дека буџетот ја има слабата ликвидност, напротив, ние имаме и доста ликвидни пари кои ги изборувавме многу пати. Тоа е мој став. Така да начинот на тоа како го презентирале медиумите пред медиумите оние кои се менаџери на државните институции, тоа можеби не сум во тек што и како конкретно било презентирано, но она што мислам дека буџетот е ликвиден во секоја смисла. Сега роковите можеби се скратуваат за да можеби не дојде после критиката дека нема одредени задоволување на барања во одредени институции. Тоа што уште посмешна изјавата, бидејќи ако имаш пари, а направиш привид дека немаш пари, многу лошо си игра политички. Едноставно ќе речеш, кој ќе касне, ќе му каснат исплатите по негова вина. Готово. Точка. Каснете, ќе ви каснат исплатите. Дојдете на време, ќе добиете исплати. Исто тоа е све решено. Кој сака да каси, па нека касне. Да го видам дали ќе каси. Тогаш ќе почна институциите од кај што треба да се достават тие барања до трезор, самите ги терат нивните вработени што треба да го завршат тоа да ги направат работите. Префрли ја вината на тој што касни, не на себе, а вака. Добро, сега и министерката вели буџетот е ликвиден, ама ние вакво искуство немаме изминатите месеци зашто се случи токму овој месец. Ева ако апстрахираме дека е последен месец од годината, ние претходните месеци немавме вакви пробивање. Министерката вели виновни се институциите што над време административно ни ги доставиле налозите за исплата и дека во моментот во трезорот вели не чека ниту еден налог за алиментирање. Ми се чини дека суштината е во тоа што некои налози треба да затворат во календарска година. И ако годинесеш налогот касно, после тоа финансии треба да работат екстра пред нова година и пак е прашање дали ќе има за сите пари да го тоа затворат. Добро. И тоа е целата суштина. Во другите месеци не се преминува календарската година, се преминува месецот, не е толку трагично. Како се за некои работи, календарската година со странски проекти јас сум работел и тика ние до Крисмас мора да исплатиме, не може до година. Затвора буџетот. Меѓутоа, и тоа се решава на поинтелигентен начин. Оваа цела работа ќе ја почнеш во септември или октомври. Немој да касните во декември, немој да касните во декември, немој да касните во декември, ќе им кажеш порано 10 пати, кој ќе закасни негова ќе биде вината, не наша. Дека тоа го повториш 10 пати во претходните месеци, навистина е вината на тој што ќе касни. А вака испаѓа целата вина на тој што ја прави, забраната условно речено. И се добива лош печат, што не е точно, не е потребно. Според мене. Мислам, не сакам сега да бидам претерано оптимистичен, ама реалноста е таа. Меѓутоа лошо владење. Добре, и сега ајде малку да видиме, оваа година е целосно буџетска година на оваа влада. Имаше проблеми за кои алармираше, односно тврдеше опозицијата и во приходната страна на буџетот. Буџетскиот дефицит ќе видиме топтан на крај колку ќе изнесува оваа буџетска година. 637 милиони според проценките нивни, да, на испоред проценките инфлацијата првично требаше да биде 2,8, па сега велиме добро ќе биде ако биде околу 4% за годинава. Растот исто така ќе видиме сега нешто подобар, мислам во третиот квартал се испорача. Па ајде една оценка, наумовски соваз за оваа година што измина, дел од неа секако во знакот на изборниот циклус што беше. Да. За 25-та ме прашува. За 25-та. Добро. Според мене еден збор би дал стабилна година, значи година на некоја стабилизација од последователните кризи кои ги имавме. Јас сум активно 7 години во монетарниве движење, повеќе од 7 години, добро знам и години како 20-та, 21-та, 22-та беше прилично комплексно и да не речам, имавме 22-та, 23-та и двоцифрена инфлација. Оваа година некако имаме и покрај избориве некоја стабилизација со околу 3 над 3% некој раст, но далеку сме од, да речам, експанзија, далеку сме од некоја енергија за раст. И тука е објективно толкување. Јас важам за еден оптимистичен, аналитичар, како сакате наречете ме, и секогаш сум сакал да бидам објективен и да ги кажам фактите какви што се. Без разлика што позицијата им е општествено одговорна во насока на
креирање на позитивен тон во макроекономскиве спирали. Од 25-та единствено нешто што обстојува годиниве и оваа година е монетарната политика. Таа е супер стабилна и мислам дека тоа е вака едно позитивно нешто кое ја одликува годинава, тоа е едно. Второ, би рекол, движењето на инфлацијата е на едно ниво стабилизирано и растот кој го кажуваат менаџериве на економскиве ресори е реален и вистински, но од гледање на макро ниво е таков каков што е над 3%, а граѓанскиот поглед на микро ниво не може да го почувствува. Тоа можеме подолу да позоруваме за причините и трета економија. Значи и двете страни се во право. И како граѓанин, ако ме прашате, и сите ние, кога одиме да пазаруваме, да бидам со вордингот поблиску до граѓаниве, имаме цени какви што имаме. Имаме буџет и плата во џебот, каква што и самите. Но од друга страна, статистички погледнато, да, ние покажуваме ефекти на стабилизација и раст. И тоа не може да го фингирате, не може да го да се води полемика на тоа дали е 3,5 или 3,5. Тоа е тоа, фактот на официјалните статистики покажуваат така. Значи тука некаде би ја кажал годинава, стабилна година, владата е стабилна, ги има сите ресурси и веќе нема повеќе алиби дека некој пречи во нешто. И одговорноста е голема. Сега 26-та и 7-ма година ќе бидат исклучително важни години и за економијата. Да нешто за накрај. За 26-та, да. Само ќе споменам, ние точно оваа година имавме, нели, целосна година што истурка оваа влада, имавме избори, но изборите не се вонредна состојба, например како здравствена епидемија што имавме или некоја финансиска глобална криза. Сега изборите пак се ако гледаме реално, економски амбиент. Ние сме како билансна состојба, нели? Сада не биде сме коса. Моето прашање кумулативно ги пренесуваме салдата и на макроекономијата од година во година. Не, дали можеме да заклучиме овде дека сепак да се бориш со ковид здравствена криза која што имаше, нели, глобални ефекти, не можеме да споредиме со изборен циклус кој кај нас е регуларна состојба. Да, но уште една работа кога говориме за за пандемијата и за таков вид на кризи, да не заборавиме дека ефектите се прелеваат после. И се уште ги чувствуваме. Украинската војна се прелева после и ќе зборуваме после зошто движењето на цените претпоставувам на глобалните пазари не афектира брзо. Значи како што македонската економија е малечка и сега како што во мала економија и позитивните статистики споро се прелеваат, така и негативните. Така да не е резултат и оваа покачена спирала на базична инфлација која што сите ја коментираме на нешто ново, туку е кумулативно и е направено од некоја ценовна потрошувачка и слично, но од друга страна и самите услови во кои што делуваат економски вечинители се натрупани. Ќе ги разговараме фактурите. И не се баш едноставни. Да, околу инфлацијата. Ајде една оценка за оваа година, што да оставаме зад нас. Да, окей. Оценката е многу едноставна. Се согласувам со Синиша дека годината беше релативно стабилна. Да. Особено споредено со ковид годините и тие од 20-та наваму до 25-та. Ова беше постабилна. И особено во поглед на монетарната политика, да, тоа е точно, монетарната политика си е добро прилагодена на таа основна функција што треба да врши, да макроекономски стабилност. Инфлацијата не е монетарен феномен. Дефинитивно не е првенствено монетарен феномен, ќе збориме, има сосема други причинители што е турката оваа инфлација што имаме ние, но не е монетарен проблем. Е сега, за разлика од други, ја мислам дека таа стабилност во случајот на Македонија па има една своја негативна особина, бидејќи Македонија не е земја која што треба да се радува само на стабилност. Она што мене многу ми пречи во 25-та година, ние не видовме никаков динамизам од страна на туркање на реформи. 25-та година, според мене, не беше направена ни една озбилна реформа во економијата на Македонија. Ни една озбилна реформа во економијата на Македонија да не прави една земја која што ја има ситуацијата на Македонија е неповолна. Затоа што живееме за тие реформи, наброите 3 например според вас кои што треба да бидат приоритет, а не се ни почнати или не се завршени. Не 3, можам 303. Еве, послушајте нешто, еве, реформи не е општ збор. Реформи е општ збор. Океј, реформи е општ збор. Ајде да почнеме од макрофинансиите. Не се ни помислува, а не да почне да се дебатира уште помалку пред реформа на даночниот систем. Системот на прибирање пари во буџетот. Тоа
води до сите понатаму последици зашто мора да биде Македонија презадолжена, зашто имаме вакви повици хаотични и луѓето се на штрек дека ќе нема пари. Тоа е затоа што ти сите очигледно гледаме дека данашниот систем така како што е поставен не може да придвижи оваа економија напред. Треба реформа озбилна, може да дискутираме во кој правец, но реформа дефинитивно треба. Второ, кај институциите, ние не видовме зголемување на транспарентноста. Никакво не зголемување на транспарентноста не видовме во оваа година. Борбата со сивата економија и тие феномени, фискална недисциплина и така натаму, даночна недисциплина. Ништо не се направи цела година. Да се намали даночната евазија, ништо не се направи. Трет сегмент цел, структурните реформи во економијата, во стопанството, што го викавме порано. Истата таа ситуација што имавме и претходно, во ситуација кога сега голем дел од стопанството, бидејќи е извозно поврзан со Европа, а таму има кризи, и ние ги чувствуваме тие кризи. Но тоа е суштината на структурните реформи. Како понатаму да се Не, дали можеше сето ова што го говориме, нешто да се стартува, да се почне, тоа е прашањето. Дали дефинитивно можеше многу работи да се... Можевме нешто да испорачаме од ова. Не, дефинитивно можеше да се почнат сите тие работи. Затоа што ние постојано слушаме, еве сега ќе почнеме со динамизам, еве сега ќе почнеме со динамизам, само што не почнало, чекајте пред избори, чекајте по изборите, ништо не почнува. Барем да ги видевме насоките, да владата да ни каже, ништо не прави. Ама ништо не прави. Она чека да нема преголеми потреси. И тоа не е добро за Македонија. Затоа ние идеме... би рекол, имаме насока, професоре, но ни фали, немаме доволно динамика, вака со еден збор, ако тоа и го реков. Ете. Да, јас би рекол фискалната консолидација треба јасно и транспарентно да ја ставиме на пиедестал, тоа е едно од вака обележение. Тоа што значи, еве уште еднаш за гледачите често. Да се држи дефицитот под контрол. На еден начин тоа не може да биде краткорочно, туку треба стратегија баш на 2 или 3 години или на еден мандат на цела влада. Тоа е прав. И јасно и транспарентно како ќе се бориме со тоа. Од друга страна, да, монетарната економија спомнавме неколку пати дека е светлината во сето ова, или би рекол некој сидро што ја влече или стабилизира на еден начин економијава. Од друга страна, притисоците кои доаѓаат се во насока на година која што мислам дека и самата влада се консолидираше, сега да не свати дека имам некој одбрамбен механизам кон нив, но сепак една година веќе е доволна да вие воспоставите некаков тим. Наредните години ќе бидат многу поголема предизвикувачка спирала временска за нив. Вајцата, иако ја нотиравте монетарната политика, ама за болја на вистината треба да кажеме дека и монетарната политика е таа која што е сидрото на стабилноста, како што велиме, но не може бесконечно. Граѓаните и фирмите плаќаат цена на оваа се уште, како да речеме, затегната, како ја велиме, монетарна политика, поради поставеноста на актуелните фискални политики. Значи, монетарната политика не делува автентично, изолирано, ограничена во делот на незините инструменти. Не тоа што е дозволено монетарната да прави динамика. Така е, го прави. Она прави стабилност. Фискалната политика треба да прави. Фискалната, да, збориме и стабилност и динамика во реформи, но сакав да кажам дека и монетарната политика не делува изолирано, ја следи фискалната политика и од тука ние и граѓаните и фирмите преку каматните политики ја плаќаме цената на фискалните политики актуелни, тоа сакам да го кажам. Тоа е факт, меѓутоа не може да поидеме од тоа дека треба многу да се промени поставеноста и стратегијата на монетарната политика. Она си е во поглед на тоа како функционира економијата солидно поставена. Сега, ако нешто се менува, она ќе треба да се на тоа коригира, но тоа ќе следи... Реагира монетарната политика, тоа сакав да кажам, на актуелните владини политики, на фискалните. Меѓутоа, оној тригер, политиката мора да почне од фискалната политика. И ние го гледаме и предлог, односно веќе не е ни предлог, него изгласан буџетот. Изгласан е буџетот. Ја, за разлика од Синиш, согласувам да рече, наредната и понаредната година ќе бидат многу предизвикувачки. Но согласно буџетот, предложен веќе усвоен. Ја не мислам дека ќе биде ништо поразлично од оваа година, затоа што едно порака и за граѓаните. Ако сакате да знаете што стварно ќе прави една влада, било која, значи и оваа. Не слушајте што зборат политичарите по пресконференции. Тоа е игра, шоу, фестивал. Гледајте што пишува во буџетот. Што пише во буџетот, тоа ќе се направи. Што не пише во буџетот, тоа нема се направи. Па ние видовме како изгледаат протести за не пишува со... дека до година ќе имаме голем динамизам, бидејќи
поставе претходните буџети се пресликани, само се малце покачени во очекување на некаков си раст. Прво дали ќе дојде ќе видиме. Ја не знам кој би го предвижил. Европската економија нема да излезе од криза. Тоа е загрижувач. Нема да излезе од криза, а кој ќе го создаде тој Еве динамизам? влегуваме за буџетот 2026. Вие мислите дека вие 3,8% што е економијата? 3,8. Да, Планот е на 3,8% квартал. раст. Не е цела година 3,8. Не, за 3,8 следната за зборувам за 26 26 ја начнувате. Па економијата без никаква вонредна економска ситуација од надвор, без некои воени и кризни ситуации, по некоја инерција ќе испорача 3% раст. Па ништо да не правиме, а не во најава уште ни се потрошени унгарските пари, Сега во тој сегмент, заеми знаете нови. што е битна тема овде? Како сега? Не, Да. прашувам прво Она дали што овој говори- раст ние 3,8% ние треба да го Билансот на проблематизираме. буџетот е реално да го видим. Многу убава порака е за граѓаните. Оставете ги пресконференциите, тоа ви е како да инвестирате на берза. Оставете вие што се шпекулациите во кафанскиви или во научен. Видете ги билансите на компанија, веќе знаеме дали одредена германска компанија која инвестира во воена опрема е добро да купиме акции или не. Билансот ќе ви го каже. Не муабетот тука фана не е. Не муавето шпекулативен. Истото е, се надоврзам. Но што е битно? Капиталните инвестиции се битни. Ние имаме многу голема предпазливост во инвестициите, што значи сега тоа? Па имате многу ниска продуктивност и капацитет на слабост, ама тоа е за сите министри и за сите менаџери на финанси. Оваа држава покажува да нема капацитетност во исполнување на Па капиталните. зошто ги пишуваме по 700 Па не ги милиони пишуваме се, евра? затоа се намалени, тоа се сакам да го кажам како предпазливо за да можете вие после кога правите KPI. Има посебно прашање околу капиталните, окей, бидејќи извини. имаме некои тези. Меѓутоа, Еве га Синиша, прво. мора да ти кажам. Тука треба да го гледаме растот. Ама уште еднаш ќе Енергијата во развојот на инфраструктурата за капитални инвестиции, реални зборувам се за капитални инвестиции, значи патишта, и се владава, тука гледам дека ќе направи Ишекор, нели имаат одредени планови, железницата и така натаму коридорите кои се. Но од другата страна, исто се повторувам, ама тие се горчливите проблеми. Недостиг на работна сила, било која влада ќе го движи истиот пат. Верувајте ми, ние сме толку малечка економија, тоа е 16 милиарди евра е капацитетот на буџетот, па немој да тоа е едно село во Германија имаме значи ние Морам- пред сега ризиците, еве кои треба диверзификација на германската зависност. Не заборавајте Европа, еве самите гледате што се случува со украинскава криза. Американското влијание кое заминува, тоа очигледно е. Веќе нема Америка се занимава со самите себе и со тој континент таму, Јужна Америка и сето тоа. Тие правци ние треба да можеби да размислуваме на поголем пазар, значи интеграција со соседиве и така натаму. Број 1, не заборавајте јужниве соседи ни се стратешки партнери. Ние не ги ставаме на Ајде вака, едно по едно за да можеме да ги Пазарите, да, локализираме наметнавме повеќе темите. теми, Да, зашто? сакам да ги еве прво околу извинувам. растот за годинава, за следната година 3,8%. Да. Мене ми е вака како новинар што води економија, дури несватливо ако велиме дека ова може да биде некој значаен историски успех. Меѓутоа Не велам но Историски, оптимистично. дека ова не. треба да е процент на земја која што е во развој Добро. и ние треба да не радува ваков процент на раст, значи ни 4% во ситуација на земени, како беа 500 милиони ќе ги рачунаме унгарски кредит, веќе земен за општини и за компании, нели велиме оваа година цело време ефектите ќе ги видиме следната година. Чекај, Еврообврзници нови најавени. од мое искуство, од многу години претходно следење, значи кога ќе дојде предлагање на буџет и тука мора да се проектира и стапката на пораст на БДП, политичарите кога го планираат буџетот, они стапката што им е изгледа реална и што по некои параметри ја гледат за до година како реална стапка на пораст на БДП, ја зголемуваат за околу 1% поен на почетокот, кога го предлагат буџетот, за да можат да исплануваат поголем буџет. Рачуна ако рекле 3,8, реалниот ќе биде 2,83. Тоа е потенцијалот на македонската економија. Од 2,5 до 3 ни е во континуитет. По континуитет. И знаат дека до година ќе биде тука 2,5-3. Значи веќе е 0,8 до 1% качен со проекцијата. Иако е низок, тоа е точно. Меѓутоа, ајде да почнеме се вратиме чекор поназад, како што почнавме со Синиша, што ќе го придвижи тој раст? Капитални инвестиции, оваа влада се подпира на капитални инвестиции. Јас станав досаден и ќе станам уште до крај досаден, но ја ќе го повторувам тоа додека уште ме викате на телевизија. Капитални инвестиции за Македонија не се само патишта и железници.
Тоа се второстепени капитални инвестиции. Најкапитална инвестиција за Македонија е подобрување на квалитетот на образованието и квалификациите на луѓето. Тоа е капитална инвестиција, иако нема во неја асфалт, бетон, железо, Нема големи видливо багери и нешто така што натаму. можеме да го Туку видиме. е некој софтверски начин на подигнување на економијата, не хардверски, софтверски, но е побитен од целиот хардвер. Хардвер повеќе имаме него софтвер во државата за економски развој, иако немаме ни најдобар хардвер. Ама софтвер уште после. Значи, образование. А тука не видов дека владата има намера и на среден рок, не за до година, да направи нешто многу озбилно. Ја многу убаво сеќам, реков, и ќе се вратиме на тоа британскиот кредит, целиот за образование. Не е кредит, него гаранција. Гаранција. Целиот за образование ќе беше најисплатлива. Ај сега. Значи, тие капитални инвестиции колку што ќе кренат и онака се веќе помали за години планирани. 640 милиони евра, еве ги говориме тие до Тоа година. може влада да рече даон на тоа. Втора работа. Извозот ќе опаѓа, затоа што или нема да расте доволно брзо, бидејќи европската економија нема брзо да се подигнува, Тоа е а ние сме реален врзани за Германија. Германија не излегува од кризата, ама нема да иде додека војната Русија-Украина не се реши. Да. И она мора да се диверсифицира и тоа иде споро, нема што да го движи растот. И како Анета да предвидат за до година повеќе? Не. Освен да стварно почнат со тешките реформи. А тешките реформи не сака да ги прават. Не сака да ги прави владата тешките реформи. Никако. Ги кажав. Работно законодавство, даночно законодавство, структурни реформи, институционални реформи, тие не ги правиме. Да, Умовски, вие велите, овие проценти што ги вадиме, тој ни е просекот за бруто инвестиции, тој ни е просекот за GDP, за инфлација дури. Ама ние овдека пред промена на владеачките гарнитури говоревме да се одлепиме од тие просеци. Да порасне економијата. Ние, значи, граѓанството гласаше за видлива промена позитивна во животниот стандард и во економското живење воопшто. Се ако зборуваме за процеси, тогаш не треба овие дебати да ги правиме. Не мислам дека граѓанството гласаше за 5% или за 8% раство, а не мислам. Ама тоа значи расна животниот гласаше стандард. за тоа како што беше понудено како опција. Генерално, според мене, ако погледнеме структурата во Европа и структурата на глобалниот економски амбиент, не можеме и повеќе да очекуваме. А 3,8 е добра проектирана бројка на раст и таа може би оптимистично достапна да се исполни. Еве, околу, јас секогаш сум предпазлив, токму за 1%, еве, мислам дека ќе завршиме некаде околу 3,5 од прилика. Но внимавајте. Да бидеме пресречни да е 3,5. Да бидеме многу е битно неколку фактори, стабилноста. Рековме неколку пати, капиталните инвестиции, реализацијата, штом се туркаат подолу за 650 милиони евра подолу, значи се проектираат на квалитетност во исполнувањето. Продуктивноста на трудот, ние продуктивноста не можеме да ја подобриме на дугме, нема такво нешто. Ме разбирате, не постои. Добро, па преку буџетот еве ја збориме таа продуктивност. Не може. Како може да се влијае како може кога вие имате 10 години години правиме еден автопат од Кичево до Охрид. Повеќе од Синеша, извини, мора тука значи да... судски систем, заглавен лавиринт, овамо куќата не се отстапува тоа да се купи кинезите, аут, ин, сето тоа на еден начин. На Умовски година и пол, повеќе од година и пол, ова актуелната владеачка гарнитура ги има механизмите и во судство, и во фискални политики. Генерално зборувам за да се деблокираат процесите, зборувам, за да се тргне од некаде. Да видиме промена. Тоа е моето прашање. На брзина не може да тргне промена. Не може. Проблемот што ние сега немаме некој поголем динамизам е што не сме ги правиле реформите и претходно. И оваа влада година и пол и реков не направи реформи. И сега нема да почне, затоа што да се покачи продуктивност треба период. Така е. Подолг период. Не може да покачиш преку Не, јас знам, професоре, сега вие ме убедувате дека треба промена. Еве да го поинаку структурирам прашањето. Препознавате ли сигнали? И ако да, кои се, дека оваа влада веќе е на шините на тој реформски пат, што може да донесе видливи промени во економијата, сега говориме, не политички. Ја не гледам сигнали. Јас сакам да верувам дека ќе има околу за мене успех. Еве вака ќе го кажам тоа. Не одам исто да го повторам, мислам со вас или со некои други медиуми. Сакам да верувам дека прво мора да имаме влади и оваа која што ќе го задоволи фул мандат. Тоа е многу битно. Ние до сега имавме проблеми со такви избори. Ние само во избори сме.
Последните две Ме разбирате? беа цел Е, сега, мандат. оваа влада сакам да верувам дека прво ќе го заврши фул мандат во 4 години. Тоа значи, во еден мандат, ако успее со ресурсно, со незините капацитети на човекови ресурси, привлекување на нови човекови ресурси, со одредени акцијски планови кои ги имаме на маса, други кои се во навестување во стратегија, да се движиме со 5% раст на бруто домашен производ, тоа е успех за мене. Зборувам до крај на 20 и кога се изборите? 28. Тоа се редовните, а еве да тоа спомнам ќе дека биде- се заговараат Да, избори. сега од другата страна, да. од другата страна. Да. Следната година еве да започнеме нешто од најавените кредити кои успешно јас еве лично сум ги бранел, и унгарскиот и британски. Не го кријам тоа, не се Еве иззема тоа од се моите позиции, професоре, нормално мислам. И тоа моите тоа е позиции стално. јасно ги Нема ставам тука и ништо трпам спорно. критики затоа што ефтини пари се, сите пари се добри пари. Ќе поразговараме А околу- најдобри пари се ефтини пари. Да. Сега, дај да ги пуштиме, тука имаме капацитетна слабост која што не можеме преку ноќ да ја задоволиме. Околу, Тоа значи да. продуктивност на труд, работна Веднаш, сила и За должничката позиција во вториот дел од емисијата завршуваме тука, да, повелете. Само ова што го кажа и Синижа, го гледам од другиот агол. добро. Година и пол веќе имаме оваа влада. Уште пола година и ќе направи пола мандат. Така? Така е. Последната година, пред избори, ни една влада не прави реформи. Што значи? На оваа влада веќе и прешле преку половина, 2/3 од мандатот во кој што можеше да прави реформи. А не ги направи. И гледаме, според плановите, буџетот, не друго, за 2026, нема намера да почне. Што значи, нема да почне. Од тука ја го вадам мојот заклучок. Еве, само тие работи. Последна година Синиша, и јас знам континуитетно, последна година влади не прават реформи. Не Веќе оваа, избори ни имате, една. така е. Значи, од трите една и пол пројде, уште половина ќе пројде, нема реформи, и тоа е веќе 2/3 мандат, скоро 2/3. Затоа викам 2026 Ама. и 27 се клучни години за економија. 27 заборавија, 26-та, а по 28 буџетот, до јуни се изборите, значи значи 27 заборавија. 26-та, според предложениот буџет, ја не гледам знаци на желби за реформи. Не гледам. Башка политичките реторики, но реков не ги слушам, нека се бават. Добро. Да. PR тимовите Да, нека се бават. фала. Тоа е нивна работа. Буџетот е тој што го Еве гледам. неколку предлози, Нема. не знам како ќе се движиме, вие го менаџирате дебатава. Каде ја гледам дека мора да направи точно образование, мора да ја ставиме на маса аграрната политика. Ние тука не зборуваме за Тоа е цела тема, Морате да. вие медиумиве да го поддржите целата иницијатива да земјоделство биде атрактивно. Иднината на светскиве глобални текови се во храна. Ние за 10 години ќе дојдеме до позиција да храната биде како сега са енергенци веќе. Добро. Тоа е нешто Да. кое што мораме да го Номовски ние медиумите критизираме. да треба да поддржиме и промени во социјална политика и во здравство и во образование и во капитални Да. сегде ние медиумите треба нешто Добро, и да да поддржиме. критикувате. Не сакам да И речем критиката е и здрава, критиката ете во контекст нели поддршка критика, но треба и самата фела некогаш да си проговори за проблемите бидејќи ние не можеме во името на сите да говориме и да ја пренесуваме и вистината, и критиката, и поддршката. Морам да ти одговорам, Диела и Еснав од збори, еве ја и Синиша сме од дел од Еснав од академски што зборува, а и медиумите го зборат, тоа влијание врз одлуките на владата нема никакво. За жал, но нема. Владата си има своја агенда, политичка, чисто политичка, и си тера по неа, а овие што зборат вака како нас, фино го надополнуваат фолклорот, да некој кој гледа од страна рече, видиш тоа демократија. Секој може да збори. Меѓутоа збори и никому ништо, никој не го слуша. И тоа е рецептот, Добро, професоре, не се согласувам целосно, не се согласувам точно, ние дебатираме веќе 30 на години. И јас сум во професијата точно, но секој остава некоја трага зад себе, со своите постапки и непостапки, знаете. Трага остава, Во тој импакт не контекст, прави, импактот е нула. И тоа мене Па сега такви почна да ме разочарува во да, последниве сме години. одбрале вие наука, ние новинари, наше е да се бориме. Кога ќе престанеме, тогаш треба да ги напуштиме и професиите, секој од својот дел. Меѓу време ќе стигнеме до пензија, така да не мора да ги оставаме, ама импактот е нула. Кратка пауза за реклами и продолжуваме со вториот дел. Да, продолжуваме со вториот дел од емисијата. Ајде Номовски, со вас се обидуваме малку поедноставно да говориме за да доловиме на граѓаните каква е економска година може да ги очекува во 2026. Оценка за должничката позиција на државата, вака
едноставно го кажувам, во најава евроврзница во јануари ќе се раздолжува, ќе се зима нова, ќе се враќа стара. Премиерот мислам рече следна година треба да вратиме околу 2 милиарди, 2,3 милиарди Кумулирани со обврзниците кои се веќе со сите основи на доспеани обврски. Буџетот кој сите го коментираме, тоа значи го одговарам прашањето, има неколку карактеристики. Прво, има карактеристика дека е заштитнички кон оние социјални рандови групи. Со тоа што имаме 7% раст на плати во нов буџет, пензии околу 10%, 9,7%, социјални трансфери околу 6,7%. Втора карактеристика навестува некоја финансиска дисциплина преку 1,7 милиарди евра колку што имаме калибрирани долгови, некаде ќе затвориме 950 милиони. Се зборам што читам. Така. Владиниве статистики. И трето, препазливост во инвестициите исто е карактеристика на буџетот. Значи намалени капитални инвестиции за 650.000 милиони евра може да биде критика, еве ги намалуваме, но јас го гледам тоа позитивно. Како сега? Па ги намалуваме бидејќи одиме на квалитетно исполнување. Ако знаеме дека во континуитет само 20-30% исполнуваме наназад плејада 20 на години буџети, тогаш или не до толку назад, ама генерално 90 да пратам, тогаш можеби да намалиме проекција подобро, бидејќи толкавини се капацитетите продуктивно да ги задоволиме. Тоа е карактеристика на она буџетско информирање. Од аспект што треба да направиме во 26-та, мислам дека треба да ни биде приоритет засилена фискална консолидација, стратегија за фискална консолидација. Највеќе приоритет реализација на зголемување на реализација на капитални проекти, значи инвестирање во стручњаци за проектно работење. Мислам дека тоа ни недостига. Зголемување на предвидливоста во регулативата, кажа професорот, реформи, ја би рекол прво во судскиот, во правниот, во третата фаза, судскиот систем и тука не треба реформи. И се уште да ми одговорите на прашањето како ја оценувате во моментот и задржување на монетарната стабилност. Еве 4 столбови ја некако би извадил за 26 година. Според бројките, ако велиме дека јавниот долг се околу 60%, бруто надворешната но се зголемуваат како апсолутни износи бруто надворешниот долг и вкупниот јавен долг. Дали веќе имаме комоција, имаме се уште комоција за абсорбција на нови заеми или веќе треба малку повнимателно? Јас тука често во јавноста излегувам со коментари за бруто и нето надворешното задолжување. Еве ги имам некои бројки. Бруто надворешниот долг на цела држава. И тој се движи од 12 околу 12 милиарди евра. Кога на тоа тука вклучително јавниот долг и приватниот. Ако го анализирате јавниот долг во бруто, сега ги имам пред мене бројкиве да не бидам досаден за гледачиве, некаде за 72 милиони евра е намален. А приватниот долг е зголемен. Значи ние не може да гледаме само на задолжувањето од една страна. Треба да видиме кои се и бруто надворешни побарувања. Бруто надворешните побарувања се зголемуваат, тоа значи дека има некоја нето ефектива, нето, како што викаат банкариве, нето каматна маргина, нето профит, нето задолжувањето се движи околу 4 милиарди евра. И се тука направивме некои сценарија ние со колегиве, значи ако се движиме од 4,5 до 4,6 милиарди нето надворешен долг, тоа е добра основа за да можеме и да имаме дополнителни задолжувања. Мислам дека владиниот менеджмент го знае ова и затоа е комотен према притисоците на јавноста. Да, ако се вратиме назад 10 или 15 години, задолжувањето во континуитет расте, но не забравајте што поминавме така. Што се поминавме како криза од 2008 година, има финансиска криза, па ковид криза, па дополнително и така натаму. Добро. Истото прашање? Истото, да, па ајде да дефинираме. Не, окей, ја како ги читам работите, врз основа на истите поудобни аргументи кои што ги користиш и Синиша. Видете се. Бруто домашен производ е многу едноставна формула, C плюс I плюс G плюс X минус M. Де е познато за гледачите, лична потрошувачка и инвестиции, владина потрошувачка и разлика извоз-увоз. Така е. Четвртото заборави го одма. Тоа Македонија не може да го направи, точка. Значи имаш 3 компоненти. Лична потрошувачка, инвестициона потрошувачка, владина потрошувачка. Владата вика до година дека платите ќе ги зголеми само умерено. Многу малку, 7%. Оваа ползачка инфлација ќе остане. Ползачка не е ни голема ни хипер, ама ползачка е. И не е монетарен феномен кој што реков, ако сакаш може да се врати. Да, ќе ја профилирам. 7% да во маса зголемување на дел од платите, тоа се платите на државната администрација, значи и јавната. Да, на јавниот сектор. Тоа е мало зголемување за да можеме да очекуваме дека врз БДП до година личната потрошувачка дело ќе има поголем удел. Инвестициите, и Синиша кажа, владата сама ги намалува.
Па затоа што ги проценува можностите колку може да исполни. Значи Без да имаме набаваме лимитиран причината, да. импакт до година. Приватните инвестиции се приватни, они ќе бидат како што биле оваа година, нема причина да ќе порасат не знам колку. Така да тие два фактора се не даваат некој и владината потрошувачка е врзана со овие две и плюс некои трети работи и она не е голем фактор. Што значи? Ако ги гледаме формулата, ние до година не може да очекуваме не знам што. 3%, 3,5% ќе пеам и ја. 3% максимум раст до година. Тоа, сама вие рековте дека тоа не е за земја во развој нешто многу сјајно. Добро, јас свака. За задолженоста, па добро, јас согласувам. Не, зависи како го гледаме, инаку според премиерот со овие бројки и сегашни ние сме трета економија во Европа според динамиката на раст на бруто домашниот Значи, ја производ. не сум мазохист кој што не ќе да живее во третата најдобра економија на Европа. Ама Никој од не нас сме не трета, ќе. не сме трета економија во Европа по ниеден параметар. И премиерот може да збори што сака, ама ние не сме толку неинтелигентни да не можеме да сватиме што е што. Така што Затоа Окей. реков Тоа е од микро и факт. макро гледање, макроекономските статистики се тие. не, Тоа се официјално. Видиш, на Не крај ви ние кажам, живееме аз реален слушам- живот, не живееме Не, живот. говорам микро, не може граѓанинот да го почувствува, реално не можеме. Ама и тоа, почнавме. ама тоа е суштината на економијата. Ако ја Така не е. го почувствувам развојот, Над мене пет- статистички македонската не ми треба. економија мора да расте професора над 5% за да можеме да почувствуваме. Верувајте ми, од 5 до И со 8%. овие параметри што ги Нема кажавте и да- за буџетот до година, тоа не може да се остvari. Не викам до година, значи А за говориме за задолженост. крај на еден Да, мандат. а за задолженоста. Тоа, се согласувам со бројките што. Меѓутоа, каде е проблемот? Каде е големиот проблем на Македонија кој што владава не ќе да го реши или не ќе да го согледа, не знам што е во. Владата ќе мора да се задолжува и понатаму. Од многу едноставна причина. Ја кажам на почетокот, ќе повторам. Со ваков даночен систем, со ваква структура на даноци и со ваква даночна инвазија, а владата не ја решава. Ние, владата, нема да може да генерира поголеми приходи. А за да може да поттикне нешто и неопходностите ја тера да троши повеќе. Од каде пари освен од задолжување? Ако сакаш да намалиш задолжување, освен стратегија за умно, мудро раководење со долгот, мораш да го зголемиш буџетот од други извори, а тоа се пред се даноци. Немаш трети извор. Мора да се направи таа реформа. Владата нема намера да слуша, а не па да дискутира, уште помалку да менува. И така што тоа задолжување 4 милиарди или ќе стане 14, ќе стане. Затоа што мора да се почне со реформи што би значеле за замена, а владата не сака. И кога ги соберам сите овие работи, колку и да сакам да гледам во иднина дека би било подобро, кога не за мене и мои деца живеат во оваа држава, немам основи да се кладам во тоа и надевам. И тука ме нервира што 26-та ќе помине као 25-та без некои големи реформи, со многу плямпање политичко, бла 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 бла, се што ќе слушаме. Ништо нема реално да се мени, 27-та е предизборна и само и понатаму ќе биде исто како што било. Јас само да кажам дека Тоа е како ја ги гледам во работите една во од време. изјавите Добро, каже тоа е- нема предвремени избори, само Не предвремени, нотирам збориме дека- за редовните 28, Не, не јас зборувам предвремени. за следната година дека повторно е сценариото за можни предвремени парламентарни, ако последната изјава на тоа го премиерот дека кажам, нема да има. предвремени избори, ако веќе ги отстраниме тие, маргинализираме навики на претходните, да речам, политичари кои биле во врвот, без разлика дали од лева или од десна страна, тоа е добар чекор. Бидејќи за нас предприемачи и бизнисот сакаме предвидливост. Добро знаеме што значи изборен циклус. 3 Да, месеци но претходна абстиненција, 3 честото- месеци потоа. Така е. Тоа целата веќе стопира биде се, половина година поминува така е. во Предвидливоста на законските регулативи кои сите ги чекаме, исто не е добро. Не можете вие 6 пати закон да смените за образование, тоа не е во ред. Ама јас Зборувам точно за пример, Не, точно за дело Сакаме да имаме предвидливост. 27 заборави, а таа е предизборна година. Да. На редовните избори. Да. Значи 26. А 26 по буџетот и по некои најави мене ништо не ми ветува, по четврти пат повторам. И тоа е она нешто ја го темелам. Да, не сум некој преголем А во однос на успех, мислим, јас би бил реален оптимист, доколку на крај на еден мандат на една влада, на било која актуелна влада, имаме приближување до 5%, за мене е успех. Оваа година да, Предходните тука две влади го истераа целиот мандат. Тоа имаше циклус на предвремени избори во она... Предходните две влади не можеме да ги анализираме, бидејќи има ковид, има Да, ама истераа цел мандат. Значи, оваа влада која истераа цел мандат, ја мислам продолжува дека таа не политика. истераа. Океј, и јас сум за цел мандат. Во секој случај сум за 20-та цел година мандат. имавме избори, така? Тоа И беше и- 17-та, 3 години истерале.
Па влегува у ковид. Сменија два премиери, тука веќе беше 3 години, они првиот од кога доби избори, после повеќе од пола година ја формираа владата и нешто порано ги направија, значи 3,5 години и втората беше 4 години. Цели мандати ги истера, скоро цели. На еден начин, да. И оваа влада треба да го истера мандатот ако немаме некоја тешка политичка криза. Тоа е факт. Да. Така е. И уште мене повеќе ме радува тоа, бидејќи сега опозицијата не е во кондиција, владата не би требало да иде да злоупотреби таа ситуација за да се добие нов мандат. Иако не е исклучено, ама ајде да не веруваме дека тоа ќе биде. Не верувам. Но владата треба да забразди во дебели реформи. А она е за тоа многу внимателна. Многу сака да зборува, од почеток, од првиот човек до последниот, многу сака да се сликаат, секојдневно по некоја изјава фрчи, суштинска политика нула. Ај сакам да прашам околу унгарскиот кредит малку, го спомнавме. Добро. Како провокација ми е ова информација што ја потврди денеска министерката, 35 милиони евра од општините. Добро. По основ од унгарскиот кредит пари што биле префрлени им се повлечени поради нереализација на планираните капитални проекти на локално ниво. Имаме ли ние Тоа се околу 15% вака се првично ако од сумата од 250 милиони ги изборуваме? 250 околу 15%. Околу се да не ме. Сега дали прво да прашам, имаме точен увид, еве ако ве прашам како економисти, каде се потрошија, како се доделија парите и тие 250 за компаниите. Често кога ќе поставиме прашањето ни се вели банкарска тајна, па потоа ние велиме како може да биде банкарска тајна со јавни пари и некако се вртиме во круг. Моето прашање е, знаеме ли овие 500 милиони евра каде и зашто таргетирано за пари на граѓаните едната половина се потрошија? Да, не е некаква тајна, тоа оди преку кодексите на банкарското делување, таму преку развојната банка и тоа е јавно транспарентно. Мислам дека самите банки си го водат тој процес, имате асоциација и се тоа. Тој дел е јасен. Во делот на општините многу не сум упатен, бидејќи сум повеќе во монетарно банкарскиот свет, но еве професоров можеби повеќе знае од мене, но таму претпоставувам дека е објективно и транспарентно. Не знам, еве поставам јавно прашање на вашето прашање. Дали може да го видиме аплицирањето, колку што добро знам јас, Министерството за локална самоуправа го води проектот, сега колку е транспарентен, тоа е можеби вистинско. Не добро објавуваат податоци, транша од 15% околу, сега кога ги кажавте бројки ве правев во мислите конверзијата на враќање можеби е во нереалните очекувања дека можете да исполните. Не заборавајте, најголемиот проблем на оваа држава е капацитетноста за исполнување. За да ги реализира тие пари, да ги сработи, да. Не може да кажете дека немаме пари. И британски рамка, и унгарска, и планот за европски раст. Ние тука со Албанија веќе бевме пред месец-два на состанок во Тирана и тука сме на агенда на Европската унија. Бидејќи Европската унија сега очекувањата, да не ја вадам темава надвор, би била да се стави овој Балкан малку позабрзано. Ако немате Америка, ова станува изложено, Русија е тука и кинеската. Ама Европска унија се ниши, извините, прекина, меѓутоа Европска унија тика, ја ќе ти дам пари ако париш реформи. Само за така да се трошиш, не. Јас сум професор верник и дека изборував кога беше тоа актуелно пред неколку години баш на темава јавно за проектот за раст на ЕУ. Мислам дека ни должи. Сега може би е контраверзно што кажам, моје мислење е дека може повеќе да направи за овој регион. Еве нека не биде за Македонија. Македонската држава, мислам дека во минатото направи многу отстапки и ние многу по високо ниво на почитување, мислам дека колку и да има замерки, јас работам во Европската унија со Германија 10 години. Германија е искрена, жар има и ентузијазам за помош. Мислам секогаш било тоа така. Тука да нема дилема. Но кога ќе зборувате Германија и кога ќе зборувате Брисел е различно. Кога отворите сега на 27 членки, вие отварате различни дебати. Ние се ставивме во позиција да некако чекаме некое прашање со Косово да биде кое не знам некогаш дали би било од Белград соседиве реш и сега тука ние сме замрзнати, така? Зборов замрзнати. Од моје гледиште би било многу поголем ефектот да од другата страна добиеме некоја поддршка. Моја мислење е очекување дека да, Брисел треба да влијае на заживување на амбицијата за планот за економски раст, покрај тоа и билатералниве пријателства кои ги имаме. Добро. Може да биде така добра ликвидност. Да почнем од последното што го дебатираше Синиша. Сосем обратно мислам дека не само Европска унија, никој не ни е должник.
Никој не е Метафорички кажувам должник. во ниедна смисла, ни метафорички, ни буквално. Никој не е должник во меѓународни односи, политички или економски, вакво вид на долгување нема. Европската унија се води политика каква што не и чини, фала Богу. Ако ние сакаме да станеме членка на таа Европска унија, ние треба да се избориме за местото таму. Ке има некој што во меѓувреме сака нешто да направи. Да, и тука логиката е, кога гледаш дека некој може би сака да те зафркава, да става бариери, гледаш што побрзо да го истрчаш патот. Колку побрзо трчаш, толку помалку време ќе имате сте бариери. А ти ако седиш па на тенане одиш некој пат, години су пред нама за овој посал, тоа ќе ги видиш сите бариери по 3 пати. Значи проблемот е наш. И ние треба да се откочиме. Европа нема да добие ништо со членството во Македонија. Македонија ќе добие со членството во Европска унија. Точно. Така што тука долг нема. Они нас не викат, вие си се согласивте на тие услови, како се викат тие преговарачки протоколи, така натаму, има да си ги исполните, тоа нема да ви го простиме. И ние треба да си го исполниме. Она што го спомна за идејата за динамизирање на развојот и сите тие работи. Да. Знаеш, или уопште, ајде прво за импактот што го имаме ние. Рековме, нема капацитет. Македонија за Па тоа се покажува како најголемо верувај искушение. ми, позава ми побеля зборувајќи го тоа на телевизија. Еве, вие и сте биле- пишувајќи го по текстови што Сте били помогни, што советник стручни. многу пати во политики креирање И државна импактот е нула. Така. Значи ти викам дека импактот од нашето зборење е нула. Ете еден пример, многу јасен. Да. Знаеш од кога зборам? Првото издание книги, че го објавивме со колега од Словенија, Мој ми мрак 2004. 20 години. Точно збориме за проциониот капацитет за инвестиции и користење на европски фондови. Од тогаш до денес. Денес да се договориме со колегата, истата книга ќе објавиме, бидејќи ништо не е сменето. Може би уште по-трагично е станато. Јас мислам дека Ја не сум опште оптимист, не сум ни песимист, меѓутоа, знаете што? Точно како што ни било до сега, така ќе ни Да, може да околу унгарскиот кредит и вие да ми одговорите, Унгарскиот сакам да го кредит- прокоментирам, бидејќи веќе се повлекуваат, како што Да, кажав, не. пари од локалните власти поради нереализација. Трансparentноста А причината во- веројатно е ова отсуство на капацитет, може и тендерски Па, мислам постапки дека да. и така натаму да влијат. Транспарентноста како техника на владење кај оваа влада е пониска него од претходната, па и од предпретходната влада. Унгарскиот кредит, само знаеме дека бил земен некој кредит, пола отиде за еврообртница, пола отиде на две транши, една за компании, една за општини, по 250. Многу грубо тоа е така. Ова за еврообртница да го тренеме на страна. 250 милиона за компании. Транспарентно знаете што значи тоа? Тоа не е кредит од банка, Синиш. Тоа е кредит од граѓаните. Ако сум ти доверител, така е. ќе ми кажеш точно на која компанија колку пари и кога треба да ги оплоди. Да ги врати или не мора да ги врати ако се донација, но да видиме со каква стапка расте. Тоа е транспарентност. А кај општините? Повторно пари на граѓаните. Таа општина за тој проект. Тоа треба владата не го имаме негде на некој вебсайт кај што никој не може да го најде после 10 сати пребарување. Зашто не одржи владата една пресконференција, која секој ден држи по една да рече еве ги граѓани, општините каде инвестиравме, објектите кои инвестиравме. Так, до евро. Да. Тоа е Мислам дека треба да се владење. работи на Ама транспарентност. нема такво нешто. Што значи ние парите од унгарскиот кредит, како вика една поговорка, попапала маца. Која маца не знам, али дека го попапала. Добро, веројатно Секогаш вака е се добро го брутализираме, но на сигурно темата транспарентност да се каже дека треба да се реализирано од напред, парите. се согласувам. Тука важно е за сите нас, имаме потреба, ние како велиме, сите граѓани имаме потреба од две работи, правда и пари. Така да Поише пари или Да, поише да. правда? Е, сега било тоа е колку да. еднакво. И Кој како секогаш дека цени? транспарентноста важи и во целост ја поддржувам вашата теза, да, точно е, треба секогаш да биде по Нема, на крај се пари на граѓаните, бе, може сакам да да земеш пари на знаеме граѓаните, сите. да Да, тоа кај се си ги јавни дал. Иако пари. ние како стручна јавност горе-долу знаеме каде Не, се не, идејата ние завршени. у кабинет си знаеме. Да, Не, имаме. не, говорам ние. Да, Е, завршуваме пресконференција. за 2 минути, ве молам, околу инфлацијата сакам да Добро. прокоментирам. Не очекував ја навистина вакви бројки во октомври, околу 4% беше во не октомври, ноември мислам. Ноември, Многу краток А, одговор, не, сакам само да речам 4%, ние за годинава тргнавме со 2,7%, Да. па ја поместивме на 3,5%, па сега велат од власта добро би било барем 4%,
да завршиме инфлација. Не разбирам зошто. Сакаш Синиша прво или ја? Ајде. Како Или сам сакате? јас во името на граѓаните. Јас мислам дека Зошто? и тука имаме стабилизирање, бидејќи 22-23 инфлацијата е некаде двоцифрена. Сега сме на околу 4%, а планираме да биде наредна година стабилизирана на оној историски просек од 2,7. Кратко, зошто? Иако меѓународните цени на храна веќе нели попуштаат, проблемот во базичната инфлација, која ќе тргнете базична инфлација вели минусирајте енергијата, цени на енергија и цени на храна, она што ќе остане движењето каков притисок прави врз целосната инфлација. Тоа прави притисок. Па тоа е страшното, Зошто? таму, значи Зошто? тоа базичното е она без кое што не можеме. Така е, преносот на берзанските цени на храната, на светската цена на храна, кај нас е многу бавен. И сега имам 4 фактори, еве баш И многу е битно зашто е бавен. зошто е Тука бавен. мојата Прво, теза цела, али доврши. аграрот го спомнав, немате развиено агро, немате домашно производство. Конкуренцијата спрема ние и германската економија или словенската економија, па не може да ги споредите. Неспоредливо е. Србија не е споредливо. Неспоредливо. Селото под наводници у Србија и селото во Македонија нема иста тежина, така. Млеко, храна, месо, свињи. Ние какво село имаме ние кај нас? Никакво. Мислам, ми многу помалку развиено од тоа е втор проблем. Трет проблем, логистичките трошоци. Сега да не сватат маркетиве ланциве дека ги напаѓам, да, најголемите притисоци на цена се оние дистрибутерски ефекти. Не. И тоа, и логистика. Не, има само една причина. И зависноста од увоз. Сите тие варијабли кога ќе ги ставите, вие не можете брзо трансферот на цената да создаде олабавување. И затоа оди поспоро. И кога се дигнала инфлацијата на глобалниве цени на цениве трошоциве на услуги, кај нас оди побавно. И обратно, кога се спушта, кај нас ќе оди подобро. Дали има ефектива во владените мерки? Ако ги прашате коморите за 3 години, донеле 21 мерка. Ете затоа нема. Не. Ете затоа нема. Имам јас Но и подпрашање. преголема регулатива тука, мислам дека може да предизвика притисок и врз... Да. Добро. Инфлацијата кај нас Демотивација. не е монетарен феномен, туку е феномен на нерегулираност на пазарите на мало. И на големо и на мало. На несовршеност на пазарот. Нема притисок на особено маркетите, кои што се продаваат оној цела група на така наречени нетрајни потроши добра, брзо вртешки добра. Не збориме за намештај, облек и така, но храна, хигиена и тие работи. Сега, што е проблемот? Пазарите, домашното производство и пазарите исчезна. Малите маркетчиња исчезна, сите купуваме во големи ланци. Многу убаво се договарат меѓу себе. Не мора ни експлицитно да биде, иако и тоа видов. Подобро имаме ние. Има имплицитно. Потврда, имаме решение од Почна сега Комисија за заштита на конкуренција казни неколку маркети, казни и неколку други кои што беа. Толку се мали казните да тоа е смешка. Ако веќе казнуваш, казнувај. Ако не си играј играчки. Јас се согласувам. Тука мора да бидеме подсврсени. Ама гледаш што прави Европска унија, гледаш што прави Америка. И затоа амортизацијата на овој позитивен ефект од глобалниве цени на храна нам не ја чувствуваме. Ма не ја чувствуваме затоа што не мора да смали цената кога ти пак ќе завршиш у маркетот. Не барам алиби да бранам некој, него реално мислам дека треба да поработиме сериозно на домашно производство, зголемување на конкуренција. Тешко иде тоа. Зголемување на конкуренција преку регулирање на пазарот, до Комисијата за заштита на конкуренцијата. И многу сме зависни од увоз. Многу слабо ја работи својата работа, не казнува. А во меѓувреме во аграрот сумата за субвенции расте. Тоа Така? треба да го оставиме на Значи не е оставен аграрот без субвенции. Тие пари веднаш во образование. Сите дојдат. Денара. Сите Комплексни се овие теми со сестра ми пред 2-3 дена пазаревме и биле некои полнети пиперки да купам пиперки за полнење. Црвени и зелени, ај вика од црвени ми изгледаат поевтини 280 динари, не вика кои се наевтините 180 динари. Која е логиката 280 динари? Точно не е сезонски, но црвената пиперка е сезонска. Поскапеа јајцата, повторно кај чоколадите имаме поскапе храната, окей. Ама знаете, ги редам едно по едно бидејќи мора нешто да се купи за да се точно заради тоа растат цените, зашто нешто мора да се купи. Кога немаше да мора да се купи, немаше да растат. А како да не? Точно заради тоа има овде институција, прво влада, после тоа имаше институција Комисија за заштита на конкуренција, треба да ги регулира тие работи. Пазар кај што нема конкуренција, кој што е доминирано страната на понудувачите. Не, видите, знаете што, моето прашање едноставно е вака да
како што си разговараме по дома сите. Треба да размислуваме Дали некој му врши грабеж на потрошувачот кај нас? Не, Дали грабеж- некој го грабува граѓанинот Не, грабеж- кога ќе оди на пазар, кога ќе влезе во маркет? Не е грабеж, Зашто меѓутоа сите е- тоа го коментираат, луѓето со празни кеси стојат на Може би го на намалува. каса и вели, абе не крадат, што е ова грабеж? Не е грабеж, но е полека соголување. Ето е најточно. Најголемиот- Полека те соголува. На- Докај што можеш да издржиш. Интелигентни се, не ја качува цената многу. Малце по малце. Малце по малце. И те соголува. Меѓутоа, не се криви тие. Логиката на приватен бизнесмен е да направи максимизација на профитот. Он ќе го прави додека му се може. Оно што треба да го запре тоа. Но не може да на регулаторот. сметка на Не го земјоделското производство. Земјоделците од првиот фронт офис напред се најоштетени. Сега реално да зборувам. А цената Заради Така е, откупните центри. Понатаму кога ќе влезе продуктот до финален производ, тие фази на одење тука имаме профитни маргини кои повторно би апелираме транспарентност во објавување на извештаи. Имате во Министерството на економија, нали таму аналитичари еден куп има вработен. Би сакал иницијатива да ги поканиме и заедно или вие поодделно, таа анализа е добра да ја направиме во дело да видиме кои се маржите во различните преноси од земјоделски продукт до готов продукт. Тоа е многу добро. Еве завршница, едно многу драго девојче што живее во Германија, вака ми пишува 1 килограм банани во Германија 1,29 евра. Во Америка ви даваме 1 0,5 килограм. центи. Ама добро, еве Германија Еве, поблиску, 0,5 нели се центи. бори со Во рецесија, се Америка. бори со инфлација. 1 Добро. килограм домат 1,79. Кај нас се мислам поскап. Да. Така е. Пакување макарони половина килограм 68 центи. Центи. Центи, да, за центи. Тоа се 50 0,68 Чекај, извини, центи. Не цело прашај го тоа евро. девојче, на колку маркети алтернативно она може да купува? Па барем 20. Да, еве ги А овде кај нас и се тричи. фотографиите Тоа е- заедно, за да да. не манипулираме со цените, и фотографиите ги имаме. Сакам Мора да кажам, работиме на ова зголемување се на конкуренцијата, цените- дефинитивно. Ова се цените на за просечниот германски Каде имате плата стандард најмала од 2500 со 2500 до Сини што додека не може да се 2700 големи евра. конкуренцијата драстично, тоа не е така лесно. Регулаторот треба да им забрани суверзивно однесување, да го спречи, не забрани, да го спречи. А тоа не го прави кој што треба. И имаме инфлација. Да, доаѓаат ползачка празници, инфлација на луѓе во постепено повторно, соголување. да. Типичен случај. Да. Типичен случај ќе го предвидевме, утре ќе го напишеме, само никој да ни го даеше како кейсна табла пред 10 Да, мора да завршуваме пред празнично, Мислам сега дека ќе видиме бевме со доволно цените. атрактивни за гледачите, еве да пуштиме една порака за среќни празници, нова година која ќе биде подобра од актуелната. На крајот Да. ништо нема да биде експлицитно дивергентно, на еден начин стабилноста да ја одржиме, еве и со подобра ефектива би бил ја среќен. А во однос на продуктивноста на трудот, тоа е долг процес. Вака најчесто го Ајде коментираме. се надевам, Слушај, ќе ти правиме кажам, некој квартален пресек Зрел си за следната година, политичар, здрави како ја живот. заврши емисијава, ти си зрел за Па политичар. добро, не па среќен добро, нова и тоа е година. легитимна цел. Не, Така, најлегитимна и цел, тоа е сакам да легитимна кажам. цел, нема ништо Не, лошо во тоа. не размислувам за тоа дефинитивно, него сакав да пуштиме. Ама си зрел. Ја, Може би, не добро. знам, па после 10 Па, години во гледам, монетарна на крај борба така е да убав говор одржа право. Да. Завршуваме овде, да. Ви благодарам професор Јузунов Наумовски. Почитувани овде завршува 24 анализа, од мене пријатно.